Грција и Кина се согласија да соработуваат во развојот на иницијативата позната како Појас и пат. Шефовите на дипломатиите на двете земји по нивниот состанок во Пекинг потпиша меморандум за разбирање. Откако ја поздрави посетата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во Пекинг, кинескиот државен советник и министер за надворешни работи Ванг Ји изјави дека потпишувањето на меморандумот ја истакнува силната билатерална поврзаност меѓу двете земји, при што Грција стана првата развиена земја што постигнува таков договор. Ванг повторно ја потврди целта на Кина да ја поврзе иницијативата Појас и пат со европските програми за инвестирање и поврзување со цел развивање на односите меѓу Кина и Европа. 坚持开放、透明、包容，不搞小圈子，不设高门槛，更不搞暗箱操作。无论是发达国家还是发展中国家，都是“一带一路”建设的平等的合作伙伴。特别是在当前单边主义、保护主义抬头的背景之下，共建“一带一路”本身就是坚持多边主义的标志。 Иницијативата Појас и пат беше на врвот на агендата на Кодзијас, која е во 5-дневна посета на Кина. На пресконференцијата по неговиот состанок со Ванг, тој рече дека Грција ќе се обиде да соработува со Кина во повеќе области, како што се политиката, економијата и културата. I think the most important thing is that we are two countries, people, two ministers who trust each other, and we are working together in confidence. The second is the economy. We have to learn a lot from China. Меѓу многуте заеднички планови за иднината, Кина и Грција ќе продолжат да работат заедно на програмата за Пиреа, која помогна едно од најголемите пристаништа на Медитеранот да ја подобри својата позиција на глобалната ранг сцена. Со своите 55 морски линии, пристаништето нуди големи можности за земјите од иницијативата Појас и пат во ширењето на нивниот дострел во Медитеранот и во други земји низ светот.